Јас како да знаев дека нема да има време да се проучува делот посветен на 70 седмици, значи самата математика од 9 глава, па би сакал малку да се позанимаваме со неја денес. Мејата сабота да ве подсетам, покажавме дека малиот рок, да повторам само, од 8 глава е истиот рок од како и оној од 7 глава. Дека не е точна тезата на новата теологија, како и тезата на критичарите на адвентизмот во протестантизмот пошироко, дека малиот рок од 8 глава нема врска, дека е некој друг или нема врска со рогот од 7 глава. Покажавме врз основа на граматичкиот род за ветровите, дека е женски род, како кај нас страните на светот, именка од женски род, дека малиот рок, кога се вели од едниот од нив, тоа е погрешно, требаше да се преведе, како што и стои во оригиналот, во женски род, од едната од нив. Значи, се мисли од страната на светот, или од ветрот, кој што е женски род на евриски. Од едната од нив произлезе мал рок. Кога се работи за 70 седмици, и тука имаме една интересна граматика. Што мисле, дали зборот седмица, 70 седмици, е прецизен превод на што се десува до изворниот текст? Да отворим уште еднаш во Данијел 9 глава. Дваесетчетвртиот стих. Значи, сето оно што е определено за твојот народ, за светиот твој град, за да биде крај на престапот, за да му се стави печат на гревот и избришани беззаконијата, за да биде доведена вечната правда, за да ми се стави печат на виденијата и пророците и да биде помазан светиот на светиите. Сето тоа убаво го објаснивте, ја тука нема да навлегувам, нема да повторувам. Само за 70 седмици. 70 седмици се определени за сето тоа. Кога почнува? Добро. 25 стих вели: и така знај и разбери, од времето кога излезе законот, иако во оригиналот вели зборот, словото, затоа и Даничиш превел риеч, буквално го превел, за обновување на или градење на Ерусалим, кој што бил разорнат, уште од Навуходоносор, од Вавилонската војска. Значи, откако ќе излезе словото или заповедта или законот за повторно градење на Ерусалим, или декретот, велат разни преводи, до доаѓањето на помазаникот Божји, се 7 седмици, и потоа не само 7, туку 62, значи вкупниот период од 69 седмици се дели на 7 и 62 седмици. И потоа се вика, ќе биде обновен Ерусалим со улици и дзидини и ќе, ме нервира овој превод, ќе обстои 62 седмици. А тоа ќе биде тешко време. Малку утнато е тука. Да не се буниме околу овие 62 седмици. Цел период од 69 седмици е поделен на 7
и 62 седмици. Зошто е подален? Затоа што, веројатно, во првите 7 седмици трајало целиот тој процес, трајал на изградба на Јерусалим, улиците, дзидините, и тоа во тешко време. Прочувавме минато тромесечие, зашто тешко време, затоа што имаше обструкции, имаше луѓе кои што се противеа на делото на Немија, имаше луѓе кои што ги мразеа евреите, кои што дури сакаат да ги истребат во времето на Аман и Естира. И така натаму. Сето тоа било навистина тешко време, но пророштвото се исполнило и сега, откако тоа се завршило, тие 7 седмици на изградба и обнова на Јерусалим, па до помазаникот уште 62 седмици преостанувале. Сега, што се овие седмици? Прво да расчистиме. Јас се извинувам однапред, ако некому и на нашите гледачи му е здодевно ова проучување, меѓутоа ова е најважното адвентистичко проучување. Адвентизмот, своето толкување на Данијел 8.14 го темели, го поврзува и со пророштвото за 70 седмици. Тука конкретно, јасно е откриено пророчко време. Значи, во времето на пророкот Данијел, Господ открил со најјасни зборови време, го открил времето кога ќе дојде Месија, помазаникот во Израел. Замислите, евреите го имале тоа што ние денес го немаме. Ние немаме време однапред откриено кога Христос повтор пат ќе дојде. Без оглед што множина се занесувале тоа да го предвидуваат. Сепак ние го немаме тоа време. Како што вели еден верник од Австралија, информацијата за денот и часот на второто Христово доаѓање, па и за годината, е најдобро чуваната тајна во Вселената. Зашто така го вели? Затоа што Христос што вели? Дека за тоа нешто, за таа информација, кој знае? Значи, само Отецот го знае тоа. Колкави се шансите ЦИА, КГБ, МОСАД, значи, најспособните разузнавачки служби тоа да го откријат. Да не збориме за најдебилниве овде на Балканот. Нема шанси. Никој во Вселената тоа не може да го знае. Однапред. Само Отецот го знае. И ќе дојде ден, но тој ден ќе биде веќе по завршувањето на милоста. Кога веќе ќе започне Господовиот ден, пророчки, или денот Господов, поинаку кажано. Кога милоста ќе биде одамна завршена, кога светот ќе биде жигосан, остатокот веќе ќе биде запечатен. И среде тие големи неволји, среде тие последни зла, според духот на пророштвото ќе дојде ден кога Господ ќе загрми од небото, како што направи еднаш и во времето на Исус, во Јован 12 глава, и на сите останати ќе им се чуе како гром, а само на запечатениот остаток тоа нема да биде звук на гром, туку ќе биде што? Јасно кажани зборови од небо, кои што ќе им го кажат на ним, ќе им го откријат денот и часот на второто Христово доаѓање. Во тоа време, среде тие неволји, остатокот ќе има потреба од таа информација за да биде охрабрен. Значи, толку страшни ќе бидат последните зла, толку силна и голема ќе биде и агонијата на запечатените, 144.000.
што таа информација за близината на доаѓањето Христово, за близината на крајот и на нивните маки, Јакововите маки, нели, како што се наречени, и на сите зла кои што го пустошат светот, како Божја казна за жигот зверен, за отфрлањето на неговиот закон, погазувањето на неговиот закон. Таа информација ним тогаш ќе им биде многу корисна, многу потребна за нивно охрабрување да издржат уште малку, додека не се појави Христос и додека не го доживеат конечното ослободување. Евреите со векови однапред, бидејќи има многу време од Данијел до Христа, имале однапред откриено време за првото Христово доаѓање. Однапред имале време кога Месија ќе дојде. И кога Месија дошол, и кога се родил Месија во Витлеем, кој знаел за тоа? Кој го очекувал тоа? Само некој си Балтазар, или заборев како поинеко се вика, тие тројца мудреци од Персија. Тројца персици, тројца странци, че тоа не беа евреи. Тие знаеа и тие ги проучуваа пророштвата. Данијел и беше погребан во Персија. Велат гробот негов се уште се наоѓа во Суза или Шушан, како што го вика евреите, во денешен Иран. Денешните иранци многу го почитуваат. Пророкот Данијел исто така. И тие древни персици, не сите се разбира, меѓутоа, овие ги проучуваа библиските пророштва. Тие го очекуваа Месија. Избраниот народ не го очекуваше Месија. Иако има година, има точно откриено време со векови наназад, кога ќе дојде помазаникот. Какво слепило, каков немар, негрижа кон Божјата реч. Има точно откриено време и кога Христос дошол, ништо. Ајде да видиме кое е тоа време. Што значи зборот седмица, како прво? Зборот седмица значи 7 дена, од недела до сабота, така. Или можеме и поинеко да ги, пример, од среда до другата среда, до вторник. Дали пророштво зборува за седмици? На еврејски седмицата, 7 дена, се вика шава. Што значи 7? Седмица, како е нашиот збор седмица. Бројот 7 се вика така и седмица. Во множина, множината, значи и еднината е именка од женски род, е повторно малку граматика. Еднината е именка од женски род, шава е именка од женски род. И множината од таа именка, значи седмици според нас, шавуот, множината е исто така од женски род. Од наставката е од женски род. Од машки род множината се прави со наставката им. Пример, Елохим. И разни други им. Херувим. И многу што друго. На еврејски празникот Педесетница се вика Шавуот, што значи седмици. Седмици, од Великден до Педесетница се 7 седмици и евреите ги викаат само седмици. Самиот празник го викаат седмици. Шавуот. Тоа е и нашиот збор седмица, е именка од женски род
и седмици незината множина. Но, во ова пророштво, во Даниел 9 глава, не се користи Шавуот за седмиците. Значи, 70 седмици во Даниел 9 глава не се Шавуот. Не е женски род. Воопшто не зборува за седмици во смисол од недела до сабота, значи 7 дена. Ова пророштво. Туку седмиците што се споменуваат во ова пророштво се именка, значи во множина, именка од машки род. Значи Шавуим. Така стои, можеш да провериш. Ако сакаш. На еврејски е Шавуим. 70 Шавуим, не Шавуот. Значи, прво и основно што треба да разбереме за толкувањето на 9 глава од Даниел, за 70 седмици, е дека за толкувањето на оваа глава воопшто не зависиме од принципот ден за година. Пример, 2300 денови и ноќи, па деновите ги претвораме во години, или 1260 дена, па тие дена ги претвораме во години, и така натаму од разни други пророштва. Всушност, 2300 во 8 глава во оригиналот се вечери и утрини, вечероутра, ако буквално би го превеле изразот. И еднаш имав тема кога објаснував, уште кога имавме зимски богослуженија во малата сала, пред повеќе години, мислам 2012 беше таа тема, објаснував зошто вечери и утрини. И исто така објаснував зошто врз која основа се можно е во христијанската ера да се толкуваат тие 2300 и како години. Бидејќи новата теологија тврди дека адвентистичкото толкување за 1844 година не е точно, новата теологија отворено го порекнува темелот на адвентизмот. И аргументот е, како што тоа го тврдат и протестантите, мнозина, дека во оригиналот, во 8 глава, 14 стих, не станува збор за денови и ноки, туку за вечери и утрини. И врз таа основа го порекнуваат целото адвентичко толкување на 2300 денови и ноки. Односно 2300 години. Адвентичко толкување е за години. Сега нема да го објаснувам повторно тоа, ниту имаме време. Седмиците значи не се седмици во 9 глава, туку значи не се Шавуот, туку се Шавуим. Што значи, тоа е нешто друго. Тоа е како да речеме, не мора да го претвораме во машки род, како седмерец, например, по наши. Нека биде да речеме именка седумка. Замислите, пишуеше вака во преводот. 70 седумки. Дали тоа ќе го сватевте како седмици? Како недела до сабота? Не. Ако пишуваше седумки, значи тоа е нешто друго. Значи, ова не се денови. Ова е нешто друго. Што е тоа друго? Се разбира години. За колку време може да се обнови Ерусалим? Ако е 7 седмици, значи кога? Помеѓу Великден и Педесетница може да се обнови Ерусалим, сите улици, ѕидови, за толку кратко време? Не. Но, за колку време би можело тоа реално да се случи, како што и се случило историски? Значи, 7 седмици би било 7 седумки, ако го преведеме така, 7 по 7 години. Значи, за
половина век скоро има шансе да се обнови цел еден град, кој што бил разорнат со неговите зидени, улици. Да, тога е многу логично дека било кој подолг период и од тоа би бил нелогичен исто така, бидејќи нема потреба од толку долг период. Зависи. Значи, се работи за години. Дали забележувате? Тука воопшто не зависиме од принципот ден за година. Бидејќи воопшто, 9 глава воопшто не споменува денови. Туку вели 70, да речеме, седумки или седмерци, што означува, најлогично означува, директно означува години. Значи, Ерусалим ќе биде изграден и зидовите негови за тоа време од 7 седмици или 49 години и остаратиот период до доаѓањето на Месија се други 483 години или 62 седумки, вкупно 469 години или тие 69 седумки, од кога излезе декретот или гласот, или речта, или заповедта, законот за обнова и изградба на Ерусалим од устата на персискиот цар. Интересно. Што е друго потребно да знаеме кога се во прашање 70 седмици од Даниел 9 глава? Што самото пророштво за 70 седмици е кодирано, така да речам, и секој евреин, кога го читал, можел само така да го разбере. Дека тој период од 7 години, значи една седмица, или седумка, не е било кој период од 7 години. Пример, како што седмицата од 7 дена е дефинирана како во Библијата? Од првиот до 7 ден. Значи, што би рекле по наше денес, од недела до сабота. Не од понеделник до недела. Како што денес прават со сила. Дори забележувате дека денес ги менуваат православните календарчиња да почнува седмицата од понеделник до недела. Неделата да биде седми. Но порано не беше така. Сега, како што знаеше мајка ми да рече на времето, слушнале од тебе, па затоа ги менува. Може би е точно за овој случај. Може би тој аргумент им дошол пред очи, па сега почнуваат да ги менуваат православните календарчиња, дори на интернет да видите, ја почнуваат седмицата со понеделник, па неделата е со црвено како седми ден. А порано си беше неделата пак црвена, ама неделата беше првиот ден, а се завршуваше седмицата со сабота. Линијата беше после саботата, да. И сега тоа го менуваат, забележав, во новите календарчи. Значи, седмицата како период од 7 дена не е било кој период од 7 дена, туку точно, значи не е од среда до вторник, иако и тоа ние би го нарекле седмица, да речеме, ако сакаме да речеме колку седмици поминале од некој настан, од некој нешто што се случило во вторник, па ако броиме точен број, цел број седмици, би било пак до понеделник, да речеме, крај на понеделник, пак пред вторник. Туку од недела до сабота, така и периодот 7 години, не е било кој период од 7 години, туку е кој период. На што укажува 70 седмици? Освен 7 дена, што друго имале евреите како временски период од 7? Години, значи, како ги викавме тие години, се сеќавате? Значи, го имале седмиот ден како ден за одмор, на крајот од буквалната седмица, и што друго имале? Седма што? Седмата година, или ја викавме саботната година. Значи, евреите имале период од 7 години, го забравите тоа?
евреите имале период од 7 години, во кој што во 7-та година, секоја 7 година, да не да трошиме друго време да го читаме сега. Кога зборував и за тоа проучувавме 2012 година. Не знам се дали се тие видеа достапни на YouTube таму, веројатно. Тие старите видеа, најстарите. Најдете на YouTube, значи најдете на HACPPA YouTube, најдете го видеото под наслов Саботните години. Има такво. Ако сакате подетално за таа тема. 7-та година, секоја 7 земјата требало да одмора. Па што им рече Јеремија, што рече Господ преку Јеремија, зошто требало да трае робството вавилонско 70 години? Еве Даниел на почетокот на 9-та глава, зошто почнал да се моли? Што укажувало на Даниел, што му укажувало? Дека е време Божиот народ да се врати од Вавилон повторно во ветената земја, во светата земја, во Ерусалим, во Јудеја и така натаму. Затоа што самиот кажува што е тоа. Во првата година од Дари, од царувањето на Дари, јас Даниел го разбрав според книгите, бројот на годините според словото што му го беше кажал Господ на Еремија. И сега, ако читате таму Еремија, ќе го најдете тоа пророштво во 25-та глава, 11 и 12 стих. Господ му прорекол на својот народ дека 70 години ќе трае неговото робство во Вавилон. Но не прорекол само тоа, туку кажал зошто ќе трае толку. Зошто ќе трае 70 години вавилонското робство. Што мислите? Го кажавме и тоа. И тогаш го кажавме и тоа. Кај саботните години. Се разбира, тоа беше одамна. Веќе пред 8 години. Зошто ќе трае 70 години вавилонското робство? Така, браво, Зорице. Затоа што за време на отпадот, кога Израел ниту саботи празнувал, пред вавилонското робство, ниту земјата ја одмарал секоја 7 година. Едноставно, отпадот бил толку голем, што заветот бил целосно нарушен. И Господ рекол дека 70 години ќе трае тоа робство заради земјата што не ја одмараа секоја 7 година, земјата за тие 70 години ќе се одмори. За сиот предходен период кога не ја одмарале секоја 7 година. Долг период. Така ми можело да заклучиме колку долго не ја одмарале. Значи 70 по 7. И сега, значи, за толкав период, 70 по 7, значи, скоро 500 години. Па, навистина, ако ги читаме книгите на царевите, историјата на Израел била многу повеќе отпад и беззаконие, отколку верност кон Божиот завет. Или верност кон Стариот завет, тогаш. Значи, многу малку добри цареви, а повеќето од нив зли цареви, лош цар. И овој беше лош како татко му негов.
Дури се вели за некој, овој беше бетер од татко му негов. И правеше беззаконија. За некој па се вели, овој беше подобар од татко му, ама ги остави висините, ги остави. Кај што продолжија да се клањаат израелците на тие висини, посветени на богот Ваал, или на некој други, или на Аштарота, или на некои други пагански божества. И за толкав период за кој што не ја одмарале земјата, скоро 500 години, или 490 години, Господ преку Даниел сега најавува дека уште толкав период ќе помине додека дојде Месија. Во 9 глава 24 стих. Значи, евреинот можел да знае дека, како што и овие персиски мудреци знаеле, кога Христос се родил, дека се работи за 70 седмици, неше ништо друго, туку 70 саботни години. 457-та година пред новата ера, почнувајќи со денот на трубите или на млада месечина тој празник, во 7-миот месец, почетокот на 7-миот месец, саботните години почнувале со денот на трубите. Значи, секоја саботна година, секоја 7-ма година, почнувала со денот на трубите, на есен. Се сметала на есен. Од есен до есен се сметала саботната година. Не кажавме, осва саботните години, значи секоја 7-ма, секоја 50-та беше јубилејната година. И се замисли, значи 49-та година, од еден јубилеј, 49-та е саботна година, бидејќи е 7-ма од последниот циклус, од 7 години. 50-та е исто така, бидејќи е јубилеј, и тогаш, значи во 2 години поред требало да се одмара земјата, на секој 50 години. Тогаш се бришали сите долгови, све јово на ново, собственост, стари граници и така натаму. Секоја јубилејна година почнувала и таа се сметала од есен до есен. Значи, ова е правило, ова е исклучок само за саботните и за јубилејните години. Нормално Господ ја дефинирал годината од пролет до пролет. Или од пролет до зима, што би рекли. Како и седмицата од првиот до 7-миот ден. По наше од недела до сабота. А не поинаку. Но, ако читаме, може да покажеме и со Библија, да ги докажеме овие работи, мислам дека ви се познати. Сте ги забравили, може би. Немаме време да ги бараме сите тие стихови сега. Конкретно за причината зашто 70 години требало да одмара земјата и требало да трае вавилонското робство. Саботната година почнувала, значи, на трубниот ден, од есен до есен, во тој период, бидејќи тоа, како да речеме, ние денес фискална година или земјоделска година во нивен случај. Од тогаш до тогаш требало да одмара земјата, во тоа е тоа што се нарекувало 7-ма. Како што ние, ако речеме саботата е 7-ми ден, сепак тоа не значи, треба попрецизна информација, тоа не значи дека од полнок до полнок, туку Господ ја зацртал и границата на деновите. Од зајди сонце до следното зајди сонце трае саботниот ден. Саботната година од денот на трубите до следната есен. Првиот ден од 7-миот месец, на млада месечина. Јубилејната година почнувала специјално таа не на денот на трубите, туку на кој друг есенски ден? На Јом Кипур. На денот на помирувањето. Од денот на помирувањето до есен, следниот ден, следниот Јом Кипур на есен траела 50-та.
така била дефинирана, така се сметала јубилејната година. Ова го кажав само како занимливост повеќе. 457 година била саботна година во историјата на Израел. Значи, не само што во таа година бил и навистина издаден декрет, меѓутоа, дури нема потреба, тоа на пионерите на адвентизмот, на милеровците, уште им било проблем, како сега, бидејќи они имале податок дека перскиот цар на пролет, Артаксеркс на пролет издал декрет за што го наоѓаме во Езра 7 глава. Сега зошто па од есен? И тие кажувале нешто што и во големата борба го пишува. Кажувале, па сега зошто па од есен да почнува? Видите, не го знаеле ова. Ова е многу битно, ова е многу полесно. Да докажеш зошто од есен се сметаат и 70 седмици, а со тоа ги сметаме и 2300 години. Бидејќи од есен почнува саботната година, се сметала од есен до есен. Значи, ако декрет бил издаден таа година, значи не е битно кога во годината, може и на пролет да било, бил издаден самиот декрет. Адвентистите велеле, додека се објави декретот или додека стигне таа информација во Јудеја, требало неколку месеци, па затоа од есен почнуваме да сметаме. Нема потреба од такви снаоѓања. Многу е јасно, саботната година почнува од есен. Затоа 70 седмици се сметаат од есента 457 година до есента 456 тоа било саботна година. И тоа не било која саботна година, туку 49-та година. Значи, на Јом Кипур 456-та година до есента 455-та година била јубилејна година. Ова се историски податоци. Од 400, значи, меѓутоа, пророштвото не зборува за јубилејни. Значи, некој би рекол дека 70 седмици тоа е еднакво на 10 јубилеја. Да, но не. Ангелот не рекол 10 јубилеја, туку рекол 70 седумки или седмерци во машки род, шавуим, што битното е, значи, не е битно да се ориентираме според јубилејот, туку само саботните години да ги гледаме. 457 година на есен почнува целиот период од 70 седмици, па и деловите негови од 7 седмици, па после 62 седмици и сите 69 до доаѓањето на помазаник, односно на Месија. Затоа што така почнува таа саботна година, 457-56. Тоа е таа саботна година од есен до есен. Тогаш почнува. Кога завршва периодот 69 седмици? Кога доаѓа Месија. Како што рече брат Зоран, не со неговото раѓање, бидејќи помазаник, Машијах или Хамашијах, или преведено Христос, значи помазан. Тој збор, тоа име, значи помазаник. Оној што е помазан. Христос, добро рековте, на своето крштевање бил помазан со Светиот Дух. И тоа, како што зборувавме и порано, Христовото крштевање е крштевање со Светиот Дух. Затоа и новозаветното христијанското крштевање, за разлика од евреите практикувале крштевање, како и Јован, последниот евреин Јован, кој што практикувал еврејско крштевање, иако имало и други после него, негови следбеници и ученици кои што го правиле истото. Па имало мнозина што се крштавале, биле крстени само со Јовановото крштевање, но не биле крстени со Светиот Дух, а тоа е христијанското или новозаветното крштевање. Значи, пророштвото упатува прецизно на кој настан од животот на Месија, кога вели од тогаш па до доаѓањето на помазаникот и додека биде помазан светиот, како се вели, светиот на светиите, така беше.
до Христовото крштевање. Колку прецизно. И навистина, од есента 457, 69 по 7, ајде математика. Понекаш Моника ќе ме праша, која вежбаме математика, колку е волку по толку? И ја викам, ајде. 69 седмици. Па точно, значи, 7 помалку од 490. Много лесно. 483 години. А да се коригираме од пред тоа, 62-те се само 434. Од 457 година есен, после 483 години, во која година ќе слетате? На есен. Ајде, ова ќе биде домашна задача, ќе оставиме за следната. Ќе следната сабота ќе оставиме. Значи, домашна задача. Ако сметате 483 години, почнувајќи од есента, тоа е ваш проблем, почнувајќи, значи, добро да пресметате се бар, почнувајќи од есента 457, пред новата ера, додадете 483 години, на која година ќе дојдете? Точно, ќе дојдеме до есента 27-та година. Затоа што не постои нулта година. Од крајот на првата година пред новата ера, кога завршила првата година пред новата ера, после тоа почнала која година? Не некоја нулта, туку веднаш после неја почнува она што е наречено прва година од новата ера. Иако е тоа погрешно во врска со Христовото раѓање, веќе Христос е роден 4 или 4, најверојатно 4, 4 до 5 се прави тука еден интервал на грешка од година дена, 4 до 5 години пред почетокот на новата ера. Видите, ова е многу битно. Самото крштевање не мора да било во есен, баш во есента, затоа што нема време. Таа есента 27-та година од новата ера, била почетокот на 15-та година од владењето на царот Тибери, што Лука, тој хронолошки податок Лука го споменува во своето Евангелие, и вели дека тогаш, во 15-та година од царот Тибери, Јован Крстителот ја започнал својата служба. Значи, Јован, Христовото крштевање можело да биде и во јануари, како што и се празнува во Водици, можело да биде и подоцна, но не многу подоцна. Не е тоа битно, но што е битното? Дека од есента 27-та до есента 28-та, тој период, било што во Израел. Било што во Израел. 27, есента 27-та, до есента, не јубилеј, току саботна година. Значи, забравите го јубилеот, проштото е кодирано во саботни години. 70 саботни години, 70 седумки ќе поминат. Односно 69 сега до доаѓањето на Месија. Значи, ако тврдиме дека Христос баш бил крштен, да речеме септември или октомври, ќе испадне дека Јован Крстител немал време, барем неколку месеци требало да тој да крштева, ако го споредиме тоа со хронолошкиот податок од Лука, но не е тоа битното, затоа што и да бил крстен и во јануари, па дури и во февруари, но не многу понатака. Во Ерихон, близо Ерихон, каде што Јован крштавал, не било тоа проблем од аспект на температура и временски услови. Тоа била тропска клима таму. Но битното е тоа во пророштвото. 70 седмици почнуваат со саботна година.
целиот период од 69 години до Месија, до неговото крштевање, значи Христос бил крстен во саботна година, помеѓу есента 27 и есента 28 година. Тоа е битното за што се однесува до пророштвото. А кога точно кој месец бил крстен, тоа и не е толку битно што се однесува до тоа пророштво. Важно е таа меѓа од саботна година до саботна година. А веќе следната саботна година после 27-28 е 34-35 и после неа есента 35 била јубилејна година, според историските податоци. Значи, саботната година во која што Исус бил крстен не била 49-та од јубилеен циклус, туку 7 години пред тоа била 42-та или таа саботна година од јубилејниот циклус. Тоа само ги нафрлив овие податоци како занимливост. Нешто што ниту поуката не може да го каже, се разбира, и што го нема во библиските поуки, а што е битно да се знае. Тоа што е битно да се знае е дека пророштвото за 70 седмици е кодирано, значи е изразено во смисол на саботните години. Почнало на есен 457 година пред Христа, бидејќи тогаш почнувала саботна година во Израел, и Христос бил крстен во саботна година. Целата саботна година е од есента 27 до есента 28 година од новата ера, а таа година Лука ја нарекува 15-та година од владењето на Цезарот Тиберий во неговото Евангелие, во 3-та глава, мислам беше. Дали од до сега беше јасно? Верувам дека беше јасно. Оно што представува посебен проблем, а видите, да не заборавам и тоа, милеровците имале проблем со оваа нулата. Се сеќавате. И затоа тие, кога ги пресметале 2300 години дека завршуваат, 1843 била нивната прва пресметка. Па Милер рекол дека тоа значи од пролета 1843 до пролета 1844 и затоа Христовото доаѓање го очекувале во тој интервал. Па кога поминала пролета 44 се разочарале. Зошто? Затоа што не знаеле точно да пресметат ова што вие го пресметавте сега. Видите што може човек да се разочара? Може се разочара ако му поверува уште на лажен пророк и му платите уште $10,000. Може се разочарате ако невнимателно сметате не виша математика, туку проста математика од, да речеме, трето оделение. Нели? И дори потоа сватиле дека не било 1843. Ето што човек може да се разочара. И интересно е што Елена Вајд вели дека таа толку наивна, толку проста, глупава грешка, математички кажем, никој, ниту од тогашните адвентисти, следбеници на Милеровото движење, ниту нивните непријатели, никој не ја видел таа грешка за толку многу месеци што поминале. Никој не ја видел таа грешка. И вели Елена Вајд, Господ ја ставил својата рака и ја сокрил таа грешка. Да не ја видат. Ниту адвентистите не ја виделе, затоа и сметале погрешно, но ниту нивните непријатели не ја виделе. Затоа и никој не ги критикувал дека ја направиле. И никој не ги исмеал дека ја направиле таа толку проста грешка. Математичка грешка, чисто. Господ тоа го сокрил, вели Елена Вајд, за да не го видат. Да не ја видат таа грешка. И зошто го сокрил, вели Елена Вајд? Затоа што Господ сакал адвентниот народ да помине низ тоа прво разочарување. Сакал да се разочараат. Зошто да се разочараат? Затоа што во тоа прво разочарување, пролет 1844 година, испаднале од движењето сите оние кои што не биле искрено соединети во него, кои што не биле, тоа било прво решетање. Точно. Да се изрешетаат оние што од страв
или од некој интерес, или од не знам што, се приклучиле на движењето, а не од искрена вера и љубов кон Господа и неговото доаѓање. А со второто разочарување на есен имаше и ново големо, многу поголемо решетање, но од тоа разочарување не мора, значи тука не мора да бидат разочарани, тоа е исклучиво нивна одговорност и тоа е нивен греф на неверување во духот на пророштвото. Господ ги предупредил да не се разочарат, но тие, милеровците, не верувале во духот на пророштвото. Тие завзеле став дека нема да веруваат на никакви пророчки виденија. Затоа не му верувале на Вилијам Фој, првиот претходник на Елена Вајд, кој што зборувал на таа тема, на Хейзен Фоси не можеле да му поверуваат, бидејќи самиот тој од страв одбил да го објави она што му било покажано и на тој начин го загубил вечниот живот. Ја загубил душата своја. Нека ме фала и слава на Господа. Ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме со овие интересни Даниелови пророштва и понатаму. Оче наш, ти благодариме за Твојата голема милост и добрина. Ти благодариме што и оваа сабота можевме на ова место да дојдеме, да те прославиме, да се подсетиме и да ги проучиме одново овие славни пророштва за Твоето прво доаѓање. А и со настаните кои што се случуваат околу нас, да се подсетиме на близината на Твоето второ доаѓање. Те молиме, Господи, подготвени за овие настани кои што престојат. Те молиме, пробуди не одново, разбуди го нашето срце, нашата душа, да добие нова сила, особено низ проучувањето на овие пророштва од Твојата света реч. Особено Даниловите пророштва, како и Откровението. И да бидеме подготвени со победа над секој искушение низ кој што поминуваме денес, да се подготвиме за поголемите искушенија кои што престојат во времето на зверот и неговата светска диктатура. Те благодариме, Господи, за секоја Твоја милост и добрина. Те молиме уште еднаш за сите наши болни и немокни, најмногу за сестра Мимица, за нивно исцеление и духовно и телесно. Исто така и за сите браќа и сестри кои што се духовно оладени, соблазнети, разочарани или веќе и без вера. Врати ги и нив, Господи, со Твојата сила, со Твоето слово, со Твојата слава, во Твоето стадо. А за ова Те молиме и Ти благодариме во името Христово. Амин.